Грција води, а по неа се Турција и Црна Гора. Македонските граѓани и покрај економската криза и новите повисоки цени сепак годинава ги полнат познатите туристички центри. Од туристичките агенции велат дека се бара место повеќе затоа што сите аранжмани што ги имаат се распродадени се до крајот на месец август. Годинава македонските граѓани освен за Егејското или пак за Јадранското крајбрежје се решиле да заминат и на поегзотични дестинации како Египет и Тунис. Пред се Грција останува како дестинација која што е number one, меѓутоа оваа година најголем интерес имаше за патувањата во Анталија, во Египет, Бодрум и Тунис, кои што доста од фамилиите одлучија да заминат таму и да уживаат после 2 години, како што кажавте, кои што одмара, односно не можеа да патуваат било каде. Грција си останува, со тоа што оваа година доста интерес има и реално и за Македонија. Значи, Охрид, Берово, Крушево, Маврово е полно се до негде, не знам, средина на август. И Египет, и Тунис, и Бодрум оваа година направи бум, со тоа што, например, до 20 август нема ништо слободно. Ниту поскапите аранжмани, ниту пак повисоките цени и поскапувања кои се резултат на светската криза на местата кои ги посетуваат не се толков проблем за нашите туристи. По 2 години ковид ограничувања, оваа година граѓаните решија масовно да одат на летување. Дел од оние со кои разговаравме велат дека многумина се спремни дури да се задолжат, но да не ги пропуштат плажите ова лето. Од туристичките агенции велат дека годинава цените и не се толку повисоки од претходните години, односно тие се покачени за само 5 до 10%. Самото тоа што немаме слободни места, што е полно, општо од сите туристички агенции покажува дека цените се добри, луѓето не има проблем да ги платат тие пари. Празните градови и големите колони на границите се само доказ дека граѓаните годинава и покрај длабоката криза и безпарица, сепак од својот буџет одвоили и за летување.